Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат. Иако температурата е супер. Почитувани гледачи, се наоѓаме на зимскиот пункт Кула на надморска височина од 874 метри. А ова во позадина што го гледате е конвојот кој се упатува кон Куманово, каде за отприлике час и 30 на минути ќе започне финалниот надпревар помеѓу Тиквеш Флорида и Иноспектар. Еве сега гледам дека во автомобилот каде што се снимаше, забележувам Митко Манчев, првиот газата на Sky Canal и другиот Митко Манчев, заедно со Орцо Рума, тоа се луѓето што ги регистрираа овие кадри. Еве сега веќе влеваме во Куманово. А еве пред спортската сала во Куманово се е спремно, тука се репортажните коли од македонската телевизија кои ќе вршат директен пренос. Првата група навивачи е веќе пред салата. Се очекува да пристигнат и другите превозни средства. Еве ги и оној дел од најватрената публика на лозарите. Ети, гледаме дека имаше секакви сцени и тоа е во склопот на спортот. Мали лудори, нозите преку прозор, но што е тука, немаше некој инцидент што би го нарушила атмосферата пред овој надпревар. И лека полека се извикува Тиквеш, Тиквеш, се собираат лозарите. Тука се навива дека нешто ќе му се прави на Иноспектар, но вообичајни се оваквите рефрени по нашите спортски терени. Но навивачката група лозари не би била она што е, доколку тука не се и неизбежните браќа Далтон. Мислам дека тие од секогаш давале последен шмек на сите оние надпревари каде што присуствувале, а тука ја интонираат на позната шпица, кога кошаркарките на Тиквеш Флорида треба да тргнат во напад. Тука сме и во околина и сите членови на управниот одбор, ги следиме работите, се со цел да нема некои неубави работи. Сега ќе видиме дека пред влезот на западната трибина, членот на управниот одбор Јане Манчев дава последни инструкции на навивачката група за тоа како треба да се однесуваат во салата за време на надпреворот, се со цел да нема некој инцидент, да не се фрлаат петарди, предмети во теренот, така че биде и сега за некој момент кога ќе влеват навивачите во салата,
на самата. Ево, ова е момент кога полицијата ги зима нашите имиња и презимиња, и на моето и на Горан, се извинувам на Горчето Ристов Абесинецот, се со цел доколку има инциденти да можат да не контактираат луѓето од Министерството за внатрешни работи. Голема е гужвата, многу голем број на наши сограѓани беа во Куманово. Ке препознаеме многу наши лица, ја можем да се сетам, ево го тука сега за момент ке биде и познатиот Иле Кромидар, кој редовно на сите спортски надпревари е присутен, ево кошаркарот Митко Пановски. Јане Манче повторно дава инструкции за тоа како треба да се однесуват на трибините. Обезбедувањето беше огромно. Го гледаме Сканси, Зоки Сукалот и многу, што се вели, Пола Кавадарци беше во Куманово. Еве имаме и наши полицајци, тоа е Кригер во униформа, секако за да допринесе да има ред и поредок на трибините. Ево го Гиге Давков, инволвиран во спортот долги години, трипчето. Ево го покојниот Перена Момчило, реков од првата генерација навивачи на Тиквеш. Бидејќи беше цела управа инволвирана во организацијата и спроведувањето на реализацијата на овој куп надпревар во Куманово, и стигнавме еве до загревањето на кошаркарките, значи некаде околу 15 на минути пред почетокот на надпреварот. На трибините, ево го тој транспарент што го чекавме до 2 часот по полноќ да се сошие, веќе е на трибините во Куманово, и доста интересно е тоа што и домашните навивачи, кумани, се приклучија на нашата навивачка група и дадоа допринос во навивањето и имаат удел секако за она што се случуваше на трибините во спортската сала во Куманово. Што се однесува до овој кошаркарски дуел, и во првенството беше доста интересен и неизвестен, така ќе биде и на овој финален надпревар од Купот на Македонија. Зар треба да се споменува колку беа само силни овие две екипи, кога во својот состави има исклучително квалитетни кошаркарки, пред се во нашиот ред тоа се Стојна Вангеловска и Корнелија Квесич, а во противничката екипа Оливера Драгичевиќ Кривокапиќ, кои тоа се колешки од поранешната југословенска кошаркарска репрезентација, немат напред некоја манифестација на надпревари каде што немат играно од балканијади, универзијади, европски првенства, светски првенства, олимпијади и така натаму. Го гледаме тренерот на Студентинов Спектар, Васил Кафеджијски. Зарем треба да се споменува дека тоа е многу силна екипа. Пред се ја спомнав Олја Кривокапиќ Драгичевиќ, тука се Кети Георгиевска, Ленче Алексовска, Лидија Петрушева, Моника Гавриловска, Снежана Мрзенска, Жаклина Стојанова и така натаму. Ова е момент кога менаџер Пантич со добошот и пропратен со трубите на браќа Далтон ствараат посебна атмосфера. Исто и нашиот состав, исклучително силен, предводена од Стојна Вангеловска и Корнелија Квесич. Тука се Славица Липиќ, Маја Видикова, Весна Војадиновиќ, Олга Равњак,
Жана Бојкова, Менче Милошева, Цветанка Лазовска, Кристина Трајкова, Весна Димовска. Моментот кога нашата навивачка група се поместува концентрираната на теренот, се со цел да има влијание со своето навивање на целиот терен. Кога веќе го спомнав нашиот состав, мораме да кажеме, значи тренер е Видоје Секуловски, помошен тренер Тодор Андов, Јутата, секретар Маријан Ацев, лекар Ангел Попангелов и доктор Јован Џушев, масер Најчо Тотовски. Еве го тоа знаме што го спремавме до касно во ноќта и веќе се приближува моментот кога долго очекуваниот дуел помеѓу Тиквеш Флорида и Студент во рамките на Купот на Македонија треба да започне. Видоје Секуловски ги дава последните инструкции за она како треба да се игра и на што треба да се обрне внимание. А лозарите неуморно го очекуваат стартот со една единствена цел на овој дуел, на оваа финале да се победи и да се освои првиот куп, првиот пехар за град Кавадарци во независна Македонија. Еве го и официјалниот спикер, го најавува составот на Тиквеш Флорида, веќе го спомнав. Како што забележувам, судии се, мислам, Борче Дојчиновски и Баже Поповски, забележав дека делегат е Лалевски. Го гледаме на трибините, председателот на Кошаркарската федерација на Македонија, господин Зоре Темелковски, истовремено и спонзор на екипата на Студентино Спектар, и вообичајно интонирање на химната пред самиот надпревар. И веднаш потоа жустро навивање пред самиот старт на надпреварот. Лозарите, што се вели, од Кавадарци по патот, па се и за време на надпреварот во Куманово, беа во елемент, беа во форма и дадоа 100% допринос од своја страна на овој надпревар. Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат.